благодарение на Илми Селами, антикорупцијската комисија влегува од еден во друг уште поголем скандал и со тоа продолжува да работи како обичен приврзок на власта. Тој вчера неуверливо и бесрамно изјави дека не сакал да се дуплира со јавното обвинителство и затоа ќе ја причекал разврската за аферата за плаќање на партиски реклами на ВМРО ДПМН со народни пари. Го потсетуваме Селами дека работата на антикорупцијската комисија не може и не смее да биде субституирана од ниту еден друг државен орган или институција. Како е можно за антикорупцијската комисија да не е доволна причина да покрене соодветна иницијатива тврдењето на сопственикот на А1 телевизија дека премиерот Груевски со 4 милиони евра народни пари, освен владини, плаќал и партиски реклами на ВМРО ДПМН. СДСМ го повикува и го охрабрува јавното обвинителство да отвори соодветна постапка и врз основа на принципот на допрен глас да ги испита јавно изречените тврдења за евентуалниот криминал на премиерот Груевски. Ова е голема афера без преседан. Досега Груевски и ВМРО ДПМН криеа колку народни пари и од кои буџетски ставки трошат на себе рекламирање. После изјавите на Рамковски, тој не може повеќе да ги сокрие овие податоци. Тој сега мора да излезе да каже колку милиони евра народни пари и прецизно за кои обврски исплатил на медиумите. Сите обиди на Груевски и ВМРО ДПМН и понатаму да ги кријат овие податоци ќе завршат безуспешно, бидејќи после смената на власта ќе се утврди точно колку народни пари и од кои буџетски ставки се потрошени. Јавното обвинителство после сериозните тврдења на Рамковски треба да утврди за какви услуги на А1 телевизија Груевски потрошил 4 милиони евра. Дотолку повеќе што сомневањата ги зголемува и наодот на државниот ревизор, кој констатираше дека само од сметката на владата, каде одговорно лице е Никола Груевски, во 2007 и 2008 година биле потрошени огромни 18 милиони евра народни пари на рекламни кампањи.